или ја водат надворешната политика на Република Македонија и ја контролираат македонската дипломатска служба, сметам дека се уште го нема постигнато идеалниот баланс на сметка најмногу на она што се нарекува парламентарна дипломатија, и сметам дека собранието на Република Македонија се уште ја нема во целост остварено својата задача во делот на спроведувањето на или остварувањето на парламентарната дипломатика кој е една од своите обврски. И на крајот би обрнал внимание на два предизвика. Мислам дека оваа деценија од развојот на Република Македонија и на светот воопшто ќе помине во знакот на глобализацијата како феномен, што од своја страна ги упростува алатките за водењето на надворешната политика, меѓутоа од друга страна пак и приближувајќи ги главните актери во меѓународните односи поблиску еден до друг, само та по себе носи своји специфики, и мислам дека македонската дипломатија, но и македонската надворешна политика во иднина треба да обрне многу поголемо внимание на овој сегмент, и исто така сметам дека во овој период од развојот на Република Македонија исто така клучно е да се укаже на се поголемата децентрализираност на надворешната политика и на појавувањето на недржавните актери во меѓународните односи, што исто така од своја страна го менува и карактерот на македонската дипломатија, која што во крајна линија го нема монополот да биде единствениот глас надвор во однос на приликите кои што се случуваат во Република Македонија. Накратко кажано, сметам дека Република Македонија како мала држава се соочува со одредени предизвици на меѓународен план, но се разбира изминативе години покажавме дека сме држави и дека имаме капацитети да организираме сопствената дипломатска служба. Сметам дека нивото на професионални стандарди е напреднато во македонската дипломатија, но се уште постои простор за натамошни подобрувања. И четврто, би сакал и тоа го спомнав на крај, дупатам внимание на предизвиците кои што следуваат во иднина, а се резултат на глобализацијата и како резултат на сето тоа, нели, децентрализацијата на дипломатската служба, губењето на монополите и се поголемото влијание на недржавните актери. Благодарам. Благодарам, Александар. Ова беше навистина во рамките на предвиденото време. Добар почеток во таа смисла, но и во смисла дека начнавме еден поширок фокус на дебати кои ми се мене лично исклучително провокативни кога зборуваме за надворешна, па делумно и за внатрешна политика, а тоа се дебатите во врска со професионализмот во дипломатијата или политичката регрутација. Втората е нешто што провејува уште од предавањата на професор Малевски, па сега и во практичниот дискурс, тоа е двете струи политички реализам, политички идеализам, кои не секогаш во права линија ги сечат и партиските поделби или идеолошките поделби на нашето општество. Мислам дека ги надменуваат до некаде и ги вкрстуваат овие две школи. И третото кое ми е многу мен интересно од проста причина што гледам дека европската политолошка јавност се врти и во меѓународен смисол, но и во смисол на анализи внатре политичкиот систем, тој улогата на недржавни актери, неформални мрежи, како на локално, така и на супранационално ниво, значи на сите нивоа на владење и на односи. Да се надеваме дека со вториот говорник овој фокус уште повеќе ќе го збогатиме и ќе допринесеме да оваа дебата малку понатаму се скристализира и се развие. Збор му давам на господин Кордан Ѓорѓиев. Благодарам. Па се не знам дали ќе го збогатиме тој фокус. Ќе се обидам да збогатам еден, два, можеби малку поразлични фокуси. Во секој случај нема да зборам за името. Претпоставував дека повеќето говорници претходни ќе се фокусираат на веќе 3 децениската тема околу името. Јас ќе се држам до нашата тема на нашиот панел, тоа се трета деценија од македонската надворешна политика. И при тоа сакам да кажам веднаш на почетокот, сум изненаден дека нема ни еден панелист, условно кажано, ако може уопште да се кажува етнички албанец на оваа дебата, особено бидејќи во последно време гледаме дека владачката партија ДУИ како таква станува, колку да звучи превезно, конститутивен фактор и елемент на македонската надворешна политика. И тоа е тема посебна за разговор и какви се дисторзии тоа создава во проектирањето на македонскиот суверенитет преку надворешната политика. Значи, првата моја теза е дека 1991-2013 година зборувано транспартиски, без
да се обидам да излезам од маргините на политички партии. Мислам, гледајќи ги на страните назад, во некој сум бил да речеме доволно возрастен да ги следам, некој не, но мислам дека во моментот стоиме полошо на тема на дворешна политика и позицијата на Македонија на дворешната шаховска табла, на светската шаховска табла, стоиме полошо 91. Може би ќе звучи за чудувачки, но ќе понудам неколку аргументи, па може би подоцна ќе дискутираме нешто од тоа. Прво, мислам дека Македонија во 2013 година повторно инсистира дека не зборувам тесно партиски, туку транспартиски, како да не може да се соочи со реалноста каде се наоѓа во каква констелација на меѓународни односи и каква е силата и моќта на нејзината позиција, или не силата, немањето сила и немоќта на нејзината позиција. Медлин Олбрайт, бившиот државен секретар на Соединетите американски држави и сега теоретичар и професор во Америка, завчера мислам дека имаше изјава во која што брутално кажува дека нападот на Америка на НАТО кон Косово бил надвор или се косил со меѓународното право. Проверете на CNN, завчера изјавата, и потоа вели да, беше надворот и против меѓународното право, но тој беше оправдан. И тоа сега контекстуализира визави евентуалниот напад кон Сирија, сакајќи да го легитимира тој напад. Толку околу меѓународното право, толку околу нашите илузии, засилени во последниот период, но и претходно во 90-те години, дека една мала држава која што е честна, има принципијална морална позиција во светот, која се изборила за своја независност, ќе може преку ваквите механизми или парамеханизми во меѓународните односи да издействува своја позиција или да го проектира својот суверенитет. Јас мислам дека има многу субјективни проблеми и погрешни или лажни перцепции во однос на како треба да ја проектираме дворешната политика. Последниот случај не го кажав случајно проблемот или аспектот околу оваа дуи дипломатија или албанска дипломатија, затоа што до сега, ако се сеќавате, на некој начин македонската дворешна политика била ексклузивно право на етничките македонци. Или така се проектирала. Така се проектирала и етничките албанци во Македонија немале некаков интерес или не покажувале интерес да влезат во тие текови. Мислам дека во почетокот на 90-те години Македонија, македонските раководства има и него велам тоа како нешто страшно или невозможно или нешто што е хендикеп. Него мислам дека имавме илузија дека ќе бидеме фер третирани на фер начин во меѓународните односи. Илузија дека со соседите, како независна држава, ќе имаме фер однос. Без разлика Грција како се поставуваше тогаш. Во однос на Бугарија, во однос на Албанија, во однос на Србија, ќе бидеме еднакво во најмала рака фактор, барем на Балканот. И дека непречено ќе можеме да го проектираме нашиот суверенитет. И сега ќе се навратам на еден термин од почеток на 90-те години, скован од Кирил Григоров, барем колку што ја знам, а тоа е концептот на еквидистанца. Ај малце да нормално не можеме посвесно да генерализираме настаните, но кога ќе се вратиме сега наназад, мојот став е дека проектот, концептот еквидистанца во тоа време се покажа како добар проект, како добра надворешна политика. Ние не можеме во овој момент да градиме никаков вид на антипод на тоја еквидистанца, од типот на екви, не знам, проксимитет, како би се нарекло, бидејќи создава сериозни дисторзии во нашиот систем. Ги гледаме, имаме изјави на официјални лица во Република Македонија, кои што велат дека, например, на темата албанци, дека македонските албанци не може да чекаат Македонија да влезе во НАТО. Бидејќи чекаат премногу, бидејќи сите нивни околни држави, зборам за Албанија и Косово, посебно Албанија од која влезе во НАТО, се веќе интегрирани. Имаме изјави дека стандардните проблеми или дилеми што ги имаме со Грција. Имаме сериозно терцирање од Бугарија во последно време.
Јас тврдам дека тоа е заради, овој пат сум политичен, дека тоа заради погрешните политики на сегашната влада. И се сакам да ви цитирам еден текст, да автоцитирам, колку и да звучи тоа сега, може би некоректно, од април 2006 година, во едно издание на Форум Аналитика на тема има ли Македонија своја надворешна политика. Значи, април 2006 година е пред доаѓањето на ВМРО-ДП на власт во јуни, мислам, 2006 или јули беше. Република Македонија и етничките македонци кои живеат во неа е веќе стабилна држава нација во историска смисла. А етничките македонци се легитимен дел од таа нација. Овој процес се одвиваше на две нивоа. Однатре, кога веќе